тука да се запишам, ме натера пред љубовта кон изучувањето на различните книжевности. Тајната на успешниот студент е во тоа да се вклопи во потполност во студентскиот живот и да ужива во сите негови аспекти, не само предавањето и академската програма, која секако е важна. Здраво, јас сум Владимир Мартиновски, професор на катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски при Универзитетот Свети Кирил и Методи. На Филолошкиот факултет работам веќе 22 години. Мојата работа ја сакам бидејќи секојдневно имам можност да учам. Всушност и професорите постојано учат, студирањето е еден доживотен процес и, што е многу битно, тој процес зависи од секојдневната комуникација, како со материјата која што ја предавам, како со колегите од мојата катедра и од факултетот, се разбира и од универзитетот, како со колегите од истата соодветна дисциплина од други универзитетски центри и најбитно од се преку секојдневната комуникација со студентите. Особено ме радува тоа што во текот на еден семестар, а особено во текот на целите студии, заедно со колегите може да го следиме нивниот напредок во една навистина многу интересна и возбудлива академска дисциплина, тоа е компаративната книжевност, се разбира во рамките на филологијата, односно науката за јазикот и книжевноста. Јас сум доцент Христина Николовска, веројатно сум најновиот наставник на Филолошкиот факултет. Дојдов да работам точно кога започна пандемијата на короната, така што за жал немам многу искуство во училница, односно беа тоа некакви драматични моменти, можам да кажам, имавме часови вкупно 2 дена, така што туку што ги запознав студентите моравме да се повлечеме онлайн, исто тоа дојдоа нели новите предизвици да се зборува со студентите преку интернет, меѓутоа мислам дека на крајот сите излегуваме поголеми од оваа ситуација. Навистина има многу причини. Мислам дека основната работа е тоа што всушност ги гледате луѓето кои што доаѓаат со желба нешто да прочитаат, како ги стекнуваат основните алатки да размислуваат критички и тоа да биде применливо не само на книжевните текстови, туку и на сите општествени процеси. Постојат поголем број студентски организации. Тука е студентската филолошка конференција «Како сме», студентското списание «Медија Срез», потоа студентското собрание на Филолошкиот факултет, кои организираат голем број настани кои може да земат учество студентите, како и професорите, да се оствари соработка помеѓу студентите и професорите. Може да се каже дека постојат огромни разлики во начинот на самата изведба на наставата. Многу работи се променија во нашите животи, не само во наставата, но она што е основно, нели, секако стекнувањето знаења на факултетот сега го правиме со посредство на најновите дигитални технологии, го правевме и претходно практично, но сега основната разлика е што овој простор во кој го правиме снимањето е како што се гледа празен. Јас мислам дека факултетот нуди навистина многу можности. Јас би рекла дека основното е тоа што студентите учат како да комуницираат со другиот и низ некаков диалог
светот и да бидат во контакт со останатите култури и јазици. Организирани се голем број работилници, конференции, јавни предавања кои се надвор од официјалните програми, а секако тука и дружењето што во контекст на филолошкиот факултет го возможува заедничкиот кампус со филозофскиот, правниот и економскиот. Значи имаме една студентска конференција Какосин, која што е доста популарна. Како што ви реков, јас сум нова професорка, така што се уште не сум сигурна како сите колеги работат надвор од факултетот, меѓутоа мислам дека има интересни активности. Филолошкиот факултет е најстарата институција во нашата земја во која што се предаваат филолошките науки. Наредната година ќе славиме 75 години од основањето на филолошкиот факултет. Практично тука се сите професии поврзани со филолошките науки. На филолошкиот факултет се образуваат идните професори по македонски јазик и книжевност, по литература, по сите странски јазици кои се предаваат. Исто така тука се едуцираат идните преведувачи, толкувачи, тука се едуцираат идните книжевни критичари, уредници, тука се едуцираат кадри кои навистина во изминатите 75 години имаат даден огромен, а и секако во иднина ќе дадат свој огромен придонес во општествените процеси, во едукацијата, во науката воопшто, така што филолошкиот факултет навистина се гордее со своите дипломирани студенти кои вршат навистина многу значајни професии во нашето општество. Тоа е дефинитивно англиски јазик и книжевност. Јас си го кажам бројот на дипломирани студенти, нели? Бројот на дипломирани студенти, тој податок може да се види и на нашата официјална веб страница, е 9000 студенти кои дипломирале и кои огромен дел од нив, значаен дел од нив продолжиле и на следните степени на образование, значи на филолошкиот факултет исто така. Уште од почетоците па се до денес постојат и вториот и третиот циклус студии по филолошки науки, така што навистина, ако се има предвид овој податок, навистина е многу значајна улогата на овој факултет и ги поканувам, се разбира, средношколците исто така да ја зголемат оваа бројка. Па јас би рекла дека сите студенти кои што сакаат да читаат и критички да размислуваат, треба да помислат да дојдат кај нас. Да го изберат факултетот поврзан со она што сакаат да го студираат. Конкретно филолошкиот факултет Блажа Коневски нуди голем број програми, изучување на голем број јазици и култури. Пораката би била иста како и до сегашните студенти, значи постојано да го зголемуваат своето знаење, постојано да бидат жедни за нови сознанија, постојано да читаат, бидејќи филологијата е незамислива без читањето книги, без проучувањето, бидејќи проучувајќи го јазикот, проучувајќи литературата и културата, практично тие имаат постојана можност да работат на себе, да работат на својот развој и навистина таа можност би им посакал да ја искористат најдобро што можат и умеат. Култура. Тешко е само еден збор, не можам да се сетам. Ајде да размислам кој збор би бил. Само еден збор, Место еден ќе кажам два збора. Знаење и љубопитност.